Јован Вранишковски и денеска не се појави на закажаното судско рочиште во Велешкиот основен суд. Судењето е одложено за 2 мај. Според неговиот адвокат Васко Ѓоргиев, судот му дал 5 дена да се одмори по влошената здравствена состојба. И на минатото рочиште Вранишковски не се појави во судот со образложение дека не се чувствувал добро. Бил прегледан од лекар кој констатирал дека Јован е во добра здравствена состојба, но тој одбивал и понатаму да биде донесен во судот во Велес. И представници на МПЦ рекоа дека тој не сакал да дојде, дури и дека давал отпор додека полицијата го приведувала. На Јован Вранишковски, поранешен владика на МПЦ, во повторен судски процес му се суди за злоупотреба на службена положба и проневера на 320.000 евра, црковни пари од трите епархии каде тој служеше. На претходното рочиште тој се изјасни дека е невин и дека му се судело во политички монтиран процес. На следното, Вранишковски треба да продолжи со исказите од својата одбрана. Каква е водата од градскиот водовод што секојдневно ја пијат велешани? Дали нејзиниот квалитет ги задоволува стандардите или пак не? Според надлежните, водата е добра. Тони Јовиќ, раководител на фабриката за вода, вели дека нејзиниот квалитет е добар. Како доказ за тоа посочи 3 надлежни институции, општински и државни, кои секојдневно по неколку пати вршат мерења. Ако водата не задоволува, веднаш ќе биде алармирано. Квалитетот на водата го следиме во текот на 24 часа. Покрај нашата контрола се врши контрола во Заводот за здравствена заштита во Велес, како на излезната вода, така и во дистрибутивниот систем, и редовните анализи кои што се во Републички завод во Скопје се вршат исто континуирано. Така да можам слободно да кажам дека квалитетот на водата задоволува сите прописи. Квалитетот на водата е значително подобрен, откако во дел од градот беа заменети старите метални водоводни цевки со нови. Сепак се уште има зони каде водата поминува низ стари цевки, во кои се губи дел од квалитетот. Постојат застарени линии, али и во тие делови, значи го следиме ние квалитетот на водата што го задоволува. Али со целена рационализација во дистрибутивниот систем ние ги намаливме загубите на вода и се добрува квалитетот. Во моментов надлежните изведуваат градежни зафати за спојување на населбата Речани со градскиот водоводен систем. Откако тоа ќе биде завршено, на градот ќе му треба поголема количина сурова вода за да се задоволат потребите на населението. Од фабриката не се загрижени, вела дека во моментов работат само со половина капацитет, преработуваат помеѓу 120 до 130 литри во секунда. Граѓаните да ги користат услугите на легалните такси превозници. Ова е препораката од надлежните во локалната самоуправа. Вела дека на тој начин побрзо ќе стават ред во тој бизнис, посебно сега откако се официализираше одлуката за поскапување на таксито. Уште пред 2 месеци општинскиот сообраќаен инспектор посочи дека легалните возила во градот мора да се со жолта боја и на видливо место да ја имаат истакнато лиценцата за работа. Патникот, за да биде сигурен дека се вози со легално такси возило и што и да се случи, знае, значи од каде да добие податоци, не дај Боже, нели никој не сака да се случи нешто, меѓутоа знае од каде да добие податоци, за кој возач, кое возило е во прашање, само ако ги види овие 2 работи кои се, нели, истакнати на возилото. Инаку во моментов само 110 возила се легални, другите не. Според претходните анализи, оптималната бројка на лиценци во градот е 250. Според информациите на Канал 21, наредни веденови, легалните таксисти ќе ги баждарат таксиметрите, бараат инспекциите да се засилат и да се применува законот за запленување на автомобилите кои надиво возат патници. Отпорот кај родителите во земјава полека се крши. Негодувањата и недовербата кон ХПВ вакцината се намалуваат. Родителите се повеќе се одлучуваат нивните девојчиња да ја примат вакцината која ги заштитува од малегни заболувања на грлото на матката. Благодарение на едукацијата и кампањата за ХПВ вакцината во Велес успешно се спроведува вакцинирањето. Дури 94% од девојчињата на возраст од 11 и 12 години веќе ја примиле оваа вакцина.
Успешноста за ХПВ вакцинацијата е многу голема, кога зборувам за голема, бидејќи во почетокот на вистина имавме отпор од страна на девојчињата и од нивните родители, меѓутоа, значи после успешна ангажираност страна на превентивните тимови, после една макотрпна едукација на девојчињата и нивните родители, сега имаме еднозавиден процент од над 94% успешно спроведена ХПВ имунизација. ХПВ вакцината се покажа како многу ефикасна во спречување на инфекции со два типа вируси од групата со висок ризик. Овие вируси се одговорни за 70% од случаите рак на грлото на матката, предизвикани од ХПВ. Вакцините ја спречуваат, но не ја лекуваат инфекцијата со вирусот, затоа е препорачливо превентивно да се делува кај девојчињата во рана возраст. Риболовците ќе ги остават трските дома. Омилената рекреација треба да се заборави еден месец. Надлежните донесоа целосна забрана за риболов на Велешкиот ревир, за кој надлежни концесионери се Сдруженијето на спортските риболовци Бабуна. Од 17 април па се до 15 мај, тие ги забранија реките и дел од Вардар за рибарење. Причина за одлуката е природниот мрест. Во овој период рибата се размножува, па со забраната од Сдруженијето се надеваат дека ќе се подобри ситуацијата со рибниот фонд, која во последно време е загрижувачка поради рибокраците, кои ги има се повеќе. Новина од годинава е тоа што чуварската служба и спортските риболовци од Бабуна имаат голема помош. Ангажирана е приватна агенција за обезбедување, која ја извршува истата работа како чуварите. Обезбедувачите деновиве нон-стоп се на терен во обид да ги спречат рибокраците. Првичните резултати се позитивни. Во првите денови од забраната запленети се 6 големи мрежи кои биле поставени на Вардар. Во прилог на чуварите има оди и фактот дека со законот се предвидени драконски казни за рибокраците кои ќе бидат фатени на дело. Важни денови и одлука им предстојат на родителите чии што деца треба да започнат да одат во прво оделение. Општината објави дека запишувањето започнува и ќе се одвива во месец мај во сите основни училишта низ градов. Задолжително во прво оделение треба да се запишат децата кои се родени од 1 јануари 2006 до 31 јануари 2007 година. Родителите и старателите на децата се должни при уписот во училиштето да дојдат заедно и при тоа да носат извод од матичната книга на родените и потврда за примените задолжителни вакцини. Кој дете каде ќе учи е пропишано според реонизацијата во градот. Точно се знае кои жители од кои улици каде да ги запишат своите деца, но родителите имаат опција доколку сакаат нивното дете да го запишат надвор од реонот во друго училиште.